Во ова издание на Неделна хроника, во која ве потсетуваме за актуелните настани, ке гледате. Со 30% зголемен буџет ке се подобрува животната средина во Скопје. Нови автобуси на газ ке се возат на скопските улици. Тимови на Црвениот крст патролираат низ Скопје во потрага по бездомници. Денеска во Скопје имавме нови врнежи од снег, а освен во главниот град речиси има снег низ целата територија на државата. Денешниот снег не ги изненади граѓаните, бидејќи Управата за хидрометеоролошки работи најави дека ќе имаме пообилни врнежи од снег во текот на денешниот и утрешниот ден. Според информациите од УХМР, насекаде е формирана снежна покривка, а поради ниските температури ќе има појава на голомразица. Според последните информации се очекува да се формира нова снежна покривка и над 50 сантиметри. Метеоролозите најавуваа дека постабилно и суво време со ниски утрински температури не очекува од петок. Поради најавените екстремно ниски температури и во наредните денови се упатува апел до граѓаните, до куќните совети и до сопствениците на деловните објекти да се придржуваат до законската обврска и да го исчистат снегот од приодите до нивните објекти. Доколку навреме не се исчисти снегот од приодите, постои можност од појава на голомразица, која ќе го отежни движењето на граѓаните и извршувањето на секојдневните обврски. Зимската служба на јавното претпријатие Улици и патишта будно ја следи состојбата на терен и во согласност со надлежностите интензивно ги расчистува градските улици и булевари, плоштадите и приодите до јавните институции и згради. Градот Скопје им препорачува на возачите да возат внимателно и да ја приспособат брзината на движење на условите на патот. Што се однесува до состојбата во другите држави, и таму е алармантно. Европа е окована во снег. Досега невремето што ги зафати Австрија и Германија однесе 13 жртви, а снежни врнежи има и во другите делови на Европа. Најголем број од жртвите ги загубија животите во лавини. Според информациите од Австриската метеоролошка служба, заглавени се стотици луѓе, а до крајот на неделата се очекува да падне уште 1 метар снег. Станува збор за количина што паѓа еднаш во 10 години. Во Австрија, поради снежните наноси, стотици жители се заробени и во куќите. Нема настава во одделни училишта на југот од земјата, на југот на земјата, а во одделни делови нема електрична енергија. Во другите делови на Европа, поради големите снежни наноси, откажани се и авионските летови. За заштита на здравјето на населението при екстремно ниски температури се препорачува избегнување физичка активност на отворено, користење топла, повеќе слојна облека и соодветни обувки за снег и мраз и внимателно одење. Во вакви услови им се препорачува на граѓаните да бидат активни и да се движат во затворени простории, доколку се во можност да им помогнат на членовите на фамилијата, соседите или пријателите кои спаѓаат во ризичните групи на население. Исто така, доколку граѓаните забележат лице од ризик од студеното време, како бездомник или деца на улица, истото тоа да го пријават на бесплатниот телефон 15505. Општина Бутел оваа зима подготвено го дочека снегот. Општината за оваа зимска сезона набави соларка и еден плуг за одржување на сервисните улици, што се во надлежност на општината. Како што информираше градоначалникот Велимир Смилевски, соларката е со капацитет од 400 литри, која е монтирана на едно од двете мини камиончиња. Со набавената механизација е направена добра инвестиција и се надева дека и следната година општината ќе има можност да набави уште едно возило и соларка со цел да се задоволат потребите на граѓаните во општина Бутел. Општина Бутел за прв пат има и своја служба која што во зимскиве денови ќе биде на готовност и веќе во изминатите неколку дена се докажа дека она што како план ние вработените во општината Бутел и граѓаните веќе постигнуваме успеси во однос на комуникацијата, така да нашата служба 24 часа е спремна и одговара на сите
потреби според барањата на граѓаните. Како што информираше градоначалникот Велимир Смилевски, на улиците во Бутел во изминатите 3 до 4 денови редовно се чисти и фрлени се околу 3 тони сол и 3 тони песок. Во изминатите 3 до 4 дена редовно се чистат селата Љуботен и Љубанци. Штом автобусите се проводни и се движат, значи е успешна работата. Се чисти и третиот влез од Радишани, затоа што често пати и таму се појавува снег. Се чисти дел од Визбегово кој што е во горниот дел и се она што е потребно. Во комуникација сме и со улици и патишта, каде што заедно си помагаме за да автобусите редовно се движат по своите линии. Градоначалникот Смилевски додаде дека соларката, плугот и багерот се во вредност од околу 4.182.000 денари, а средствата се обезбедени од буџетот на општина Бутел. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата апелира до возачите во зимски услови да го прилагодат возењето спрема временските услови и условите на патот, да ги почитуваат пешаците и да се погрижат за нивната безбедност во сообраќајот, а пешаците да внимаваат затоа што без разлика дали се движат на тротоар, на пешачки премин или преминуваат преку улица, сепак тие се најподложни на повреди. Пешаците, советува Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, треба да носат соодветни и добро одржувани обувки и да останат видливи и носат светла, рефлектирачка облека или предмети, како и да го планираат патувањето, да избегнуваат брзање и внимателно да го следат сообраќајот. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата апелира возачите да се однесуваат одговорно и внимателно, особено кон ранливите категории учесници во сообраќајот. Секој возач во зимски услови на возење треба пред да тргне на пат да ја провери временската прогноза, резерварот со гориво и течностите во возилото, како и задолжително да користи светла за зголемена видливост и да поседува зимски сет. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата ги советува возачите доколку се заглават да ги вклучат трепкачите, да постават рефлектирачки триаголник на патот, а ако има големи наноси на снег, за означување на возилото може да закачите и обоена ткаенина на антената, како и да останат во возилото додека не дојде помош. Општина Газибаба и Агенцијата за млади и спорт денеска го одбележаа почетокот на градежните активности за поставување на ново осветлување на спортското игралиште Фортуна, кое беше сосема уништено во поплавата која ја погоди општината во 2016 година. Со цел обезбедување на соодветни услови за спортување и во вечерните часови, на теренот ќе бидат поставени 24 рефлектори, распоредени на 6 столбови со височина од 18 метри. Како што информираше градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски, со новото осветлување ќе се постигне и значителна заштеда на електрична енергија. Поставуваме ново осветлување со што спортистите ќе добијат соодветни услови за тренинзи и во ноќните часови, и тоа токму кога се одбележуваат 100 години од постоењето на фудбалскиот клуб Фортуна, кој е еден од најстарите клубови во Македонија. Системот за рефлекторско осветлување ќе биде компјутеризиран и модернизиран. На едноставен начин ќе може да се поставуваат различни светлосни сценарија. Зависно од видот на спортските активности, ќе се користи извор на светлост, кој според светлосната ефикасност е еднаков или подобар од LED изворите. Специјално конструирани за осветлување на спортските терени, овие рефлектори ќе обезбедат соодветна боја на светлоста. Со новото осветлување ќе се постигне значителна заштита на електрична енергија. Директорот на Агенцијата за млади и спорт Дарко Каевски нагласи дека неговите очекувања се спортскиот терен Фортуна да биде расадник на голем број идни спортисти, кои гордо ќе ја представуваат општина Газибаба. Како Агенција за млади и спорт можам да ви ветам дека и во иднина ќе имаме сериозни капитални инвестиции во спортски инвестиции во општина Газибаба, каде што заеднички со општината ќе ги подигнеме сите услови за спортот и сето она што
што е неопходно за да имаме врвен спорт во Газибаба. На фудбалскиот клуб Фортуна сакам да им ја честитам 100 годишнината, да им посакам уште многу големи успеси, секако за брзо време овој стадион да прерасне во еден модерен стадион кој што ќе го посетуваме сите ние заеднички и ќе гледаме фудбалски дуели од прва лига, односно Фортуна ќе биде една гордост како за Сингелиш, така и за општина Газибаба и ќе биде клуб кој што ќе биде рассадник за многу млади фудбалери кои што не само ќе го представуваат спортот и фудбалот во општина Газибаба, туку ќе бидеме горди што ќе бидат репрезентативци на нашата држава. Георгиевски исто така најави и поставување на вештачка трева на голем број спортски игралишта, изградба на нови спортски терени, како и изградба на затворен базен. Општина Бутел ја започна реконструкцијата на дел од Качанички пат. Според градоначалникот на општината Велимир Смилевски, се реконструира најоштетениот дел од околу 230 метри и широчина од 7 метри, во близина на бензинската пумпа на Мак Петрол. Градоначалникот Смилевски додаде дека средствата за оваа реконструкција се во висина од 3.291.000 денари, обезбедени од буџетот на општина Бутел. Како што кажавме, 2019 година ќе биде година каде што Бутел ќе биде во ново руво, затоа и започнуваме со многу активности во текот на јануари. Сега во моментот се наоѓаме на улица Качанички пат. Со ова значи ја почињаме активностите во Визбегово, како што и обеќавме минатата година. Потоа продолжуваме со улица Рокомија, рехабилитирање на целата улица. Имаме низа активности во училиштата како Пенко, Ацо Шопов, Климент Охридски, Панеот Гиновски и се надевам дека граѓаните ќе бидат стрпливи за се она што во моментот го работиме на терен. Смилевски истакна дека во овој фреквентен дел во индустриската зона во Визбегово ќе бидат изградени и тротоари, а ќе бидат поставени и 20 канделабри со 20 штедливи натриумови светилки. Градежните работи ги изведува Филип Инженеринг од Скопје. Град Скопје годинава го зголеми буџетот за животна средина за 30% во однос на 2018-та. Односно, во овој сектор ќе се потрошат вкупно 186,2 милиони денари. Градот денеска информира дека годинава ќе се работи на подобрување на квалитетот на воздухот. Ќе се реализира и понатаму планот за подобрување на квалитетот на воздухот, а продолжуваат со мониторингот на подземните води, заштита на изворот Рашче и бунарите Нерези и Лепенец. Во областа заштита на водата, ќе се работи на испитување на квалитетот на подземните води, околу изворот Рашче посебно, во однос на 6-валентниот хром, историското загадување од југохром. Четврта година се спроведуваат активности за испитување алтернативни извори за водоснабдување, а ќе продолжат и со алтернативни извори за техничка вода. Во делот на аерозагадувањето најмногу средства се наменети за субвенции. Ќе продолжи субвенционирањето на граѓаните за набавка на печки на пелети, за чистење на оџаците, за набавка на посовремени уреди, како топлотни пумпи, субвенции за приватни превозници. Жителите на Скопје ќе се возат во автобуси на природен газ. Собранието на седница го донесе Законот за гаранција на Република Македонија на обврските по договорот за заем за финансирање на набавка на автобуси, што ќе се склучи меѓу Европската банка за обнова и развој и јавното сообраќајно предпријатие Скопје, со кое се овозможува јавното сообраќајно предпријатие Скопје да набави нови нископодни автобуси. Со заемот од ЕБОР се обезбедуваат 10 милиони евра, а во набавката со 2 милиона евра собствени средства ќе учествува ЈСП. Министерот за финансии информира дека со набавката ќе се овозможи обнова на возниот парк на ЈСП Скопје, кој во моментот работи со возен парк скап за одржување и значително придонесува кон загадување на животната средина. Со предвидената набавка се планира да се набават нископодни автобуси кои работат на компромиран природен газ, со голема економска исплатливост и еколошка предност
во однос на карактеристиките на постојните автобуси. Набавката ќе придонесе за подобрување на квалитетот и пристапот до јавниот превоз, а пред се до значително намалување на трошоците за гориво и одржување и понатамошно унапредување на практиките за заштита на животната средина. Според министерот Тевдовски, само 150.000 евра годишно пак се фрлаат за делови за кинеските и украински автобуси. Министерството за здравство соопшти дека денеска до 13 часот на инфективната клиника во Скопје се хоспитализирани 7 деца на возраст од 2 години со симптоми на мали сипаници, морбили. Сите деца се од населбата Ново Лисиче од Скопје и ја посетувале детската градинка Сонце. За овие 7 пријавени случаи се чека лабораториска потврда. Досега се заболени 8 деца од оваа градинка, сите невакцинирани со МРП вакцината. Инаку во групата имало 28 деца, исто така сите невакцинирани. Од 16 декември до денеска, вкупно 22 лица биле хоспитализирани на инфективната клиника во Скопје. Од нив 13 лица се уште се хоспитализирани, а 9 се веќе пуштени на домашно лекување. Најмладиот пациент е 8-месечно бебе, а најстариот има 33 години од Скопје. Најмногу заболени има во населбата Ново Лисиче, во општина Аеродром, вкупно 9 деца. Инаку од вкупниот број заболени, 8 пациенти од Скопје биле со полесна клиничка слика и се на домашно лекување. Според податоците од клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби, досега се прегледани околу 30 пациенти, за кои се сомневале или потврдиле дека се заболени од морбили. Досега во сите вакцинални пунктови во Скопје се вакцинирани 1692 лица, а само денес до 13 часот вакцинирани се 85 деца. Од Министерството повикуваат децата да се вакцинираат и посочуваат дека има доволно количини МРП вакцини. Вакцините кои се аплицираат во сите здравствени домови се со добар квалитет од европски производител и имаат добар рок на траење, наведуваат од Министерството. Снегот кој интензивно паѓа во текот на вчерашниот и денешниот ден го отежна сообраќајот во Скопје. Според информациите од јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје, екипите постојано работат на расчистување на паднатиот снег и мразот по улиците. Приближно 80 работници се ангажирани за расчистување на централното градско подрачје, Старата чаршија, плоштадот и улицата Македонија, како и реонот околу градската болница, државната болница и поликлиниката Битпазар. Воедно се расчистуваат и посолуваат и пешачките патеки и тротоарите на мостовите со цел да се овозможи проводно движење на граѓаните. Како што информираат од предпријатието, екипите ќе продолжат со активности и во текот на ноќта. Дирекцијата за заштита и спасување будно ја следи состојбата и оттаму информираат дека доколку пристигне барање за помош, тие се подготвени да делуваат. Исто така, од Дирекцијата за заштита и спасување дадоа препораки до општините навремено да ги чистат улиците за да можат граѓаните безбедно да се движат. Од општина Ѓорче Петров информираа дека постојано се работи на расчистување на улиците и тротоарите во општината. Зимската служба на Ѓорче Петров изминатата ноќ фрли 30 тони сол при расчистување на снежните наноси. Ангажирана е 24 часовна дежурна екипа на надвозникот во населбата Даме Груев. Од општината додаваа дека според техничките можности денеска се насочени во руралниот дел од општината каде снежните врнежи се поинтензивни. Целта е да не настане одсечување на селата Орман, Кучково и Никиштане. Истовремено од општината им препорачуваат на возачите да возат внимателно и да не паркираат на улиците, со што би се овозможило непрекинато движење на возилата на зимската служба. Од општина Бутел информираа дека екипите на терен го чистат снегот по улиците во селото Љубанци и Љуботен, кои се во надлежност на општината. И од општина Газибаба информираат дека службите за справување во зимски услови на општина Газибаба заедно со јавното комунално предпријатие Газибаба 2007 се излезени на терен. 5 екипи во координирани акции кои се распоредени на неколку локации во руралните и урбаните делови интензивно работат на терен 2 дена. Од Газибаба велат дека чистењето е почнато на покритичните точки на високите места како што се Црешево, Булачани, Раштак и Брњерци.
како и на најпрометните улици у Горници, Коце Металец во Железара, во Ченто улиците Јужноморавски бригади, Сречко Пужалка, Товарник 1 и 2 и Фуштанска. Потоа се чистеше снегот во населените места Железара, Автокоманда, Маџари, Ченто, Сингелич, Стајковци, Јурумлери, Трубарево. Општинските служби го расчистуваат теренот и пред градинките, амбулантите и тротоарите. Во сите акции досега се фрлени околу 100 тони сол и преку 80 кубика ризла. Вчера и денеска екипите на кризниот штаб се постојано на терен и ја следат состојбата со цел веднаш да интервенираат онаму каде што има потреба. Од општината исто така додаваат дека интензивната работа на Газибаба заедно со ЈКП Газибаба и град Скопје ја држат состојбата под контрола и засега нема одсечени села ниту населби поради врнежите од снег. Од Карпош пак соопштија дека во текот на изминатата вечер биле фрлени 35 тони сол. Денеска продолжи акцијата на зимските служби за чистење на снегот во Карпош. Ангажирани се 4 камиони кои главно се концентрирани на расчистување на повисоките места во општината, како Жданец, Трнодол, Средно и Горно Нерези и Бардовци. Дополнително се чистат и повеќе фреквентни улици: Варшавска во Тафталиџе 1, Њуделхиска во урбаната заедница Владо Тасевски, Ловченска во Козле и уште многу други. Според извештајот од регионалниот центар за управување со кризи во Скопскиот регион, непроодни се патните правци кон повисоките населени места на Скопска Црнагора, односно селата Брест, Танушевци и Малино во општина Чучер-Сандево, а тие села немаат и електрична енергија. А во општина Киселавода непрооден е патот од Теферич кон Сопиште. Поради снегот, денеска во Скопје повеќе градски и приградски автобуски линии се скратени. Не се обраќаат автобусите до Средно, Водно и до Нерези, Македонско село. И приградските линии 64, 70, 80А и 81. Како што соопшти ЈСП Скопје, од приградските линии автобусот со број 58, место до селото Добридол, сообраќа до општина Сопиште. Автобусите со број 11 и 11А сообраќаат до Дексион Рампа, 18А до црквата во Војзбегово, 32 до Сарај. Автобусот со број 47 сообраќа до крстосницата во село Љубанци, а 47А до влезот на селото Љуботен. Автобусот со број 51А сообраќа до мостот во Моране, 53 до селото Катланово, 55Б до крстосницата во Рачиново, а 55В место до Грушино оди до депонијата. Автобуската линија со број 56 место до селото Бојане сообраќа до патот за Бојане, Расадник, 56А до патот за Копаница, Подвозник, 60 место до Матка оди до село Шишево, 64А место до Некиштени сообраќа до Орман. Автобусот со број 70 место до Батинци сообраќа по новиот пат до Дрисла. 71 кој сообраќа до селото Бањани, денеска оди по коцката во двата правци. Автобусот со број 160 сообраќа до село Шишево, 164 за Кучково не сообраќа, а за Некиштани оди до Орман. 165 не сообраќа само за селото Виниче, 167 не сообраќа само за Стрехојадица, а 180 оди до патот за Маркова река. Од ЈСП Скопје ги повикуваат граѓаните да се информираат за возниот ред на нивната веб страна, со цел да се избегнат ситуации во кои со часови би чекале автобус чија линија е во прекин. Студеното време кое деновиве ја зафати Македонија и македонската метропола, најопасно е за граѓаните кои живеат на отворено. Бездомните лица се најизложени на минусните температури, па токму за нив е отворена и бесплатна телефонска линија 15 505, на која може да се јави секој кој ќе забележи бездомник кому му е потребно згрижување. Пунктот за бездомници во Момин поток во период на многу студено време функционира 24 часа. Во моментов таму престојуваат 40 лица, а во вечерните часови оваа бројка се зголемува.
Таму бездомниците добиваат лекарски прегледи, а имаат и можност да ги извршат сите хигиенски потреби, како и да добијат чиста облека. Во текот на периодот на нивниот престој тука, имаат услови да си ја променат облеката, да добијат хигиенски дополнителни услуги и сервиси, значи за одржување на хигиена на своето тело, секако лекови, разговори, работа со социјален работник и психолог и секако 3 оброци во денот во колку престојуваат 24 часа, топли напитоци, дополнителна топла облека. Оние лица кои што не престојуваат во центарот, нашите мобилни тимови се присутни на терен. Ние дополнително дистрибуираме топла облека, вреки за спиење, кебиња. Сите оние кои што се навистина во една потешка ситуација кога здравјето секако им е нарушено, инсистираме на нивни прифат и во клиничкиот центар во Скопје. Интересно е тоа дека имаме и една категорија на бездомници кои што, да речеме, во последните 10 месеци направија некоја реинтеграција во општеството, така да имаат некој собствен буџет. Со наша поддршка изнајмивме дополнителни соби за време на зимата, така да тие престојуваат сега во нивните соби кои што се изрентани за 3 месеци. Дежурните патролни тимови на Црвениот крст на град Скопје постојано патролираат на повеќе локации во Скопје. До сега, како што посочи Тунева, интервенирано е 7 пати, при што 6 бездомници биле сместени во пунктот во Момин поток, а еден од нив добил само лекарски преглед и топла облека и храна и продолжил со животот на отворено. Значи патролните тимови на Црвениот крст се дежурни 24 часа. На нашата страна, веб страна, има повеќе од 6 броеви кои што се достапни, мобилни броеви на тимовите кои што работат на терен и излегуваме на терен на повик на лица. До сега сме интервенирале 7 пати, од тие 7 лица кои што биле во ризик, 6 биле сместени во пунктот, а едно лице беше на лице место истретирано и му беше пружена одредена помош. Но не само бездомниците. Студот и снегот ги погодија и сиромашните, чии домови не ги задоволуваат условите за пристоен живот. Дел од нив се привремено сместени во домот Ранка Милановиќ и во Визбегово. Значи патролните тимови на Црвениот крст се дежурни 24 часа. На нашата страна, веб страна, има повеќе од 6 броеви кои што се достапни, мобилни броеви на тимовите кои што работат на терен и излегуваме на терен на повик на лица. До сега сме интервенирале 7 пати, од тие 7 лица кои што биле во ризик, 6 биле сместени во пунктот, а едно лице беше на лице место истретирано и му беше пружена одредена помош. Во пунктот за бездомници најчести посетители се мажите на возраст од 48 до 55 години. Голем број граѓани секоја зимска сезона се жалат на повреди настанати при пат на лизгавите улици, чија обврска за чистење е на градот Скопје и скопските општини. Општините изминатиот период информираат дека се подготвени за снежните врнежи, но сообраќајниот хаос кој настана по првите пообилни снежни врнежи го покажува токму спротивното. Со цел да останат неповредени и да избегнат скршеници на екстремитетите, пешаците треба да носат соодветни зимски нелизгави чизми и внимателно да одат. Но доколку сепак се случи повреда на коловоз, тротоар или пешачка патека, како последица од несовесното однесување на локалната власт, граѓаните имаат право да побараат одштета. Од адвокатската канцеларија Конески ги информираат граѓаните дека согласно член 22 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа, општините се надлежни за изградба, одржување, реконструкција и заштита на локалните патишта, улици и други инфраструктурни објекти, од што произлегува дека во случај на здобиена повреда заради улици кои што не се одржуваат, општината во чија надлежност е одржувањето на улицата е одговорна за случаите незгоди на самата улица. Оттаму на граѓаните им укажуваат дека доколку се здобијат со повреда од паѓање заради нерасчистена улица, имаат право да побараат надомест на настанатата материјална штета од надлежната општина. Со цел да дознаеме каква е понатамошната постапка, се обративме и до град Скопје, од каде што не информираа дека исплатата на одштета при вакви случаи може да се добие само преку судска тужба, слично како во случаите со каснување од кучиња или оштетени автомобили на сообраќајници.
Од град Скопје исто така потенцираат и дека градот е задолжен само за расчистување на коловозите и тротоарите на булеварите и магистралните улици, додека за останатите улици и тротоари се задолжени општините. Дополнително, за расчистување на просторот пред објектите се задолжени нивните сопственици и куќните совети, па во зависност од локацијата, каде се има случајно повредата, се одлучува одговорноста и кој субјект ќе биде предмет на тужбата. Покрај повредите од лизгавите коловози, граѓаните се соочуваат и со опасност од студеното време. Со цел без последици да го надминат студениот бран, граѓаните треба да се облекуваат потопло, бебињата почесто да се проверуваат дали се загреани, срцево-болните да избегнуваат тешки вежби и редовно да земаат лекарства, бидејќи се изложени на зголемен ризик за можни здравствени последици при студено време. На работниците им се препорачува да се запознаат со знаците и симптомите на заболување и повредите предизвикани од студ, да користат слоевита, комотна и топла облека за студено, влажно и ветровито време, со капи, соодветни обувки, ракавици и да консумираат поголеми количества топли засладени напитоци, како и да избегнуваат пијалоци со кофеин и алкохол. Од Дирекцијата за заштита и спасување поради временските услови, наглата промена на температурата и појавата на магла, на сите граѓани на Република Македонија им препорачуваат континуирано да ја следат временската прогноза пред заминување во туристичките центри или било која друга дестинација. Оттаму информираа да не се тргнува на пат со неисправно возило и без соодветна зимска опрема. Возилото да има доволно гориво за пристигнување до саканата дестинација, но и во случај да дојде до прекин на сообраќајот, да има доволна количина храна, вода, лекови и топла облека. Имено од дирекцијата вела дека граѓаните треба да имаат наполнети батерии на мобилните телефони и конекција со своите роднини и пријатели. Луѓето што ќе ги посетат зимските центри, да ги користат уредените патеки за скијање, а доколку истите сакаат да ги напуштат без да ги известат спасителните служби на тие центри, планинарите, алпинистите и останатите граѓани кои сакаат да планинарат во зимски услови, да ги известат најблиските полициски станици или спасителни служби за нивниот правец на движење и времето на враќање. За граѓаните кои живеат на повисоките места во зимски услови, дирекцијата им препорачува на времено да обезбедат доволни количини храна и лекови за сопствените потреби, да обезбедат доволно храна и неопходни лекови за домашните животни, да имаат обезбедено телефонски врски, по можност мобилни, да внимаваат на покривите во случај на обилни врнежи од влажен снег и истите навреме да ги чистат, навремено да информираат за настанати непогоди, несреќи, редовно да ги чистат дворните места и да обезбедат нужна комуникација во населеното место. Доколку не е крајно неопходно, да не го напуштаат населеното место со моторните возила, трактори и други превозни средства, велат од Дирекцијата за заштита и спасување. Во основното училиште Петар Здравковски Пенко за време на зимскиот распуст се реновира вториот кат во училиштето. Во училиштето се менуваат 22 врати на училниците и кабинетите. Се реновира и главниот влез во училиштето, каде што се поставува нов бетон со површина од 400 метри квадратни. Смилевски додаде дека активностите треба да завршат до 20 јануари, до почетокот на второто полугодие. Средствата во висина од 1.770.000 денари се обезбедени од буџетот на општина Бутел. Смилевски истакна дека првиот кат беше комплетно реновиран во текот на летото минатата година. Ѕидовите кои што во претходниот период беа со дрвени платоа или наслаги се извадени, сега во моментот се ова се гипсираат, средуваат и ќе се измолирисуваат. Со тоа значи ја завршуваме целосната реконструкција на училиштето, која што од прилика 3000 метри квадратни ќе биде молирисувањето, а сумата која што ќе ја потрошиме ќе биде негде околу 1.800.000 денари. Градоначалникот Смилевски додаде дека работната атмосфера владее и во основното училиште Ацо Шопов во Радишани. УСАИД овозможи помош за реновирање на одредени делови во ова училиште во висина од $20.000. Имено до почетокот на второто полугодие ќе бидат заменети вкупно 26 врати. Најголемиот дел, 18
18 врати ќе бидат за училници, 4 врати и 2 прозори за соблекувалните во физкултурната сала, 2 врати во тоалетите во соблекувалните, 2 влезни врати во топлиот ходник, кој ќе биде и со нови подни плочки. Инаку УСАИД ни помогна со $20,000, додека пак останатите инвестиции се од страна на училиштето и општината. Во моментот се променуваат 26 врати, што мислам дека ќе биде еден добар лик на училиштето. Во овие активности ќе се вклучи и општина Бутел, со комплетно молерисување на споменатите простории и ставање на нови плочки на ѕидовите околу водените јазли во училиштето. ЈСП Скопје ги информира корисниците на нивните услуги дека во продажба се пуштени нови електронски картички Скопска. Станува збор за редизајн на персонализираните и неперсонализираните картички, чија цена и функција останува непроменета. Новите Скопска имаат и холограмска заштита, која овозможува поголем степен на безбедност од злоупотреба. Идејата и одлуката за новиот дизајн на Скопска е символично врзана со планираните новини кои ЈСП Скопје ќе ги реализира во текот на годинава, како набавка на нови автобуси и корекции во системот за наплата. Од предпријатието најавуваат воведување и на електронски билет за едно возење, а од месец јуни најавуваат имплементација и на напредна апликација за смарт уреди, со кои на граѓаните ќе им се овозможи максимална флексибилност при користење и купување на услугите од ЈСП Скопје. Паралелно ќе биде извршена и надоградба на системот за електронска локација на возилата, кој ќе овозможи попрецизно и визуелно информирање на граѓаните со цел полесно планирање на патувањето. Раководството на предпријатието е уверено дека сите овие новини ќе придонесат за значително зголемување на квалитетот на јавниот превоз во секој поглед. Тоа беше се што ви подготвивме во ова издание на Неделна хроника, а вие и понатаму следете ги неделните прегледи на вестите.